Хей. Йоу. Хей. Јас сум Мајри Скреч. Добре дојавте на првото премиерно издание на Пандамониум радио шоу. Се загреавме со Party Next Door. Пишете ни у коментар на Mixlr дали се слушаме добро. Ја мислам дека како што треба. Многу ми е мило дека конечно го почнуваме ова. Искрено сум многу среќен, бидејќи го спремавме полого време и дојде моментот да се почне. Идеме директно од кај мене во соба, во нашето мини студио. Јас, до мене мојот човек Трајче, a.k.a. Activity. Ќе го најавим него за кратко. Сакам да се заблагодарам на сите што не поддржувате и што не слушате и што не читате на Пандамониум радио на Инстаграм. И ќе кажам малце повеќе, ќе позборам малце 5 минути на почеток околу целава Пандамониум радио приказна, како дојде до тоа, што се случува меѓу време и слично. Пандамониум радио како проект започна пред точно 5 години на овој датум. Тоа е многу интересно. Трајче ми прати една слика, еден мемори. 9 ноември 2015 година беше првата епизода, првата емисија на Пандамониум радио на тогашното радио Street FM 107.4. Шараут до Аритон и Бас Инфузија, кој ми дадоа простор на тоа радио, кое беше многу прогресивно и многу квалитетно радио, но за жал многу кратко траеше. Таму почна Пандамониум радио приказната, имавме едно 10-15 многу квалитетни емисии. Тој период излегоа одлични проекти кои ги третиравме таму, имаше интересни настани во Скопје. Но за жал радиото сгасна, со тоа сгасна и Пандамониум радио во тогашното издание и беше така, беше сгаснато, беше на пауза некои 2-3 години. Се до лани кога ја почнавме Инстаграм страната Пандамониум радио, која беше замислена како некоја интерактивна страна која треба да биде информативна, нешто како Инстаграм блог. Си функционираше добро, но и тоа го прекинавме тогаш бидејќи не бевме спремни да го одржуваме. И кога се случи пандемијава, дојде момент кај што се реков мора да го вратиме Пандамониум радио во живот. Поработевме на случајот и во мај повторно го почнавме. За да, неколку месеци, скоро 6 месеци после тоа, почнеме со Пандамониум радио шоу. Како што кажав, имаше веќе едно Пандамониум радио шоу, ова е второ издание на Пандамониум 3.0. До мене е мојот човек, Трајче, a.k.a. Activity. Тие што не следите на Инстаграм, веќе добро го знаете. Пишу одлични текстови, има многу интересен и многу специфичен и квалитетен вкус за музика. Јас го знам полого време, многу добар другар ми е и многу го ценам неговиот вкус за музика, како што кажав. Тој е човекот на кој прво ми текна кога стигна момент да размислам за Пандамониум радио, кој би ми бил партнер за ова. Тој е правиот човек, би сакал да го представам мојот човек Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво на сите што не слушаат. Прво да ви се заблагодарам што толку и рано се уклучивте одма да не слушате и да можеме да почнеме на време. Да му се заблагодарам на Дарко исто така и за шансата која што ми ја даде. Долго време размислувавме нова и како да го почнеме и што да правиме. Знаевме дека сакаме емисија, знаевме дека сакаме подкаст, но еве сме сега 6 месеци подоцна после пишување текстови и после долго време брейнстормање. Овде сме и ви благодариме и на поддршката што ни ја давате и на Инстаграм како и овде. Пандамониум радио шоу, како што кажа Трајче, го замисливме како некој хибрид помеѓу радио емисија, подкаст и што уште не друго, бидејќи кога размислувавме, подкаст е одлична работа, многу интересна и модерна во денешно време, но подкастот се базира повеќе на правење муавет. Ние сакаме да збориме, но уште повеќе сакаме да слушаме и да пуштаме добра музика и да зборуваме за неа. Така да во Пандамониум радио шоу ќе пуштаме музика, ќе зборуваме за истата, после малце полого ќе правиме муавет, после малце повеќе ќе пуштаме музика и така натаму концептот ќе го развиваме со текот на времето. Ова беше доволно за интро, како што кажав, ајде да слушаме малце музика. Тоа што спремивме е следно, уште малце загревање. Песната на Slow Tie и James Blake, Feel Away, е една одлична трака. Иде у позадина веќе. Јас сум Мајри Скреч, вие слушате Пандамониум радио на Mixlr. Damn. Ова беше песната Damn од Омалей, односно ремиксот на Damn Омалей со Black. Иначе ова песна е една од песните на летото бар за мене. Одлична трака, а тоа што Black влезе на ремиксот само уште повеќе дава кредибилитет на светско ниво. Трајо ти се свига тракава? Да, дефинитивно. Баш сега тоа го зборевме дека ја не ја знаев траката, бидејќи не сум толку голем на алте музика, но сега бидејќи го следам релиз рейдерот мој цело време, константно сум на него и ми искочи, валјда дека го следам Black ко артист, ми искочи во релиз рейдер и ми е дефинитивно една од подобрите траки што ги имам слушнато во последно време.
Одлична трака. Тоа беше за интро, слушнавме 5 песни, нешто од Party Next Door, претходно ги слушнавме Slow Tie, James Blake, која беа O'Malley и Black. Почнуваме со првиот сегмент од оваа емисија, Pandemonium Radio Show. Првиот сегмент се неколку албуми кои излегоа периодов. Спремивме по 4-5 песни од два албуми кои излегоа претходната недела. Како што веќе знаете, на Halloween имаше многу добри дропови, за жал не можеме да поминеме ни пола од сите тие. Па така да избравме мојот омилен дроп од Halloween од 30 октомври. Тоа е се M Country, Nafe Smalls или Nafy Smalls со албумот The New Age или DNA. Инаку можеби не ви се познати како имиња, можеби ги имате сретнато некаде, но M Country, Nafy Smalls за мене се најдобрите англиски артисти во моментов. Имаат многу свеж звук, многу се уникатни и што е најбитно многу добро се надополнуваат меѓу себе. Они двајца си имаат посебни кариери пред овој проект, овој е прв заеднички проект, но претходно има неколку соработки кои го најавија на некој начин овој проект или ги сватија и они како артисти дека се одговараат многу добро. Треба да слушна нешто од проектов? Да, дефинитивно интересен спој на артисти, бидејќи Nafe Smalls го дознав ја од Skepta албумот, M Hancho е дознат и е ветеран веќе, значи има неколку албуми под него и е одличен артист, но свеж звук, нешто некарактеристично за мене и за мој стил, ја тоа што го слушам и конзумирам во последно време, но неколку траки што ги слушнав во од кога искочи албумот, значи ми се одлични, свежи и ми се допаѓаат. Се наместени веќе, се распоредени по неколку плейлисти, така да знаете дека се во константна ротација. Тоа е тоа. Зборував ќе зборувам уште малку за овој албум, но ајде прво да чуеме нешто. Почнуваме со траката која е интро на овој албум кој се вика The New Age. Интрото на самата трака има символично значење за новата декада и за ова што го правиме ние. Така да M Hancho, Nafy Smalls, The New Age, ова е Pandemonium Radio на Mixlr. You're 23 chromosomes, I'm 23 chromosomes. DNA, fam. The new age. You see it? Watch when we break it down. You don't read it. If someone says something right, you gotta go say that. You gotta point it. Say that. It's about the cell. We're the first cell of this kind, bro. See it? So And plus, the rest of plus the when generations the to first- come are gonna be cloning off man's thing. and the decade is getting started like this, my guy. Exactly. You get it? It's the new age. Yes. Age, my bro. You get it? They cover like this, man. This, man. Тоа беше нашиот сегмент The New Age. Знам дека има малку специфичен звук двајцата, така да верувам дека на многу луѓе може да им беше мех, може да им беше чудно, може и малку се премногу прогресивно. Но мене ми одлично последнава година овој саунд најмногу ме вози, како што веќе кажав. Следниот албум, вториот од двата кои ги слушаме денеска, е албумот на Trippie Redd, Pegasus, еден многу интересен албум, кој искрено не го преслушав цел, бидејќи има многу песни, но тоа што слушнав беше одлично и ми изненади позитивно, бидејќи не очекував ништо посебно од Trippie Redd. Како се осеќаш за албумов? Па не би се сложил со тебе. Не во целост. Мислам дека, како што кажа, за мене е предолг албум, со тоа што мислам дека некаде број околу 22 или 25 траки. Нешто измеѓу и е во време трајање од 75 минути, што искрено и не е нешто многу карактеристично и не е очекувано од артист како Trippie Redd, кој што поише се фокусира на, да кажеме, на синглови и на бенгери. И не знам, пишувањето во албумот ми е малце чуден, несериозен и нецел, значи песните се нецелосни, миксовите ми се каде недовршени и лоши. Не дека го хейтам, значи има неколку одлични хукови, неколку добри песни, посебно тоа што го имаме одбрано за вечер, што ќе мислам дека најдоброто од самиот албум, но за мене не е албум кој што би се навратил назад на него и мислам дека нема ни да го преслушам во целост. Shoutout Young Daddy, кој ми ја прати песната Pegasus, значи истоимената песна од албумот. Уште дента кога излезе, тој ден излегува многу албуми, но он ми даја некоја добра критика за песната и викам ајде да ја чујам баш. Ја пуштив и ми фати уво од прва. И викам добро, ова е добар знак, ќе му дам шанса на Trippie Redd. Му давав шанса кога го искролав албумот, онака мислам дека има добри песни. Како што кажав, не очекував ништо од него бидејќи нема слушнато добар комплетен проект од него. И последно време да ти кажам прво немам слушнато ни добра песна од него и затоа позитивно ми изненади и затоа некако сум
позитивни ми се мислите према него, према Пегасус. Да, мислам ја не сум бајаст и не се водам од претходни проекти или нешто. Стварно влегов во албумот онака без никакви очекувања и мислам дека не ми остави некаков впечаток. И мислам дека е као скип за мене со тоа што ете го преслушав, му дав шанса, тоа што остана, мислам дека не би се навратил на него назад. Ке чуеме 4 песни од албумот на Трипи Ред. Почнуваме со V12, која ако не се лажам излезе како сингл пред самиот албум. Пишете ни у коментар што мислите за Трипи Ред како артист и конкретно за овој албум насловен Пегасус. Ние ќе слушаме и ќе позборуваме уште малку за него покасно. Идеме. Тоа беше Трипи Ред, Пегасус, истоимената песна од албумот. У коментари читам измешани критики, измешани коментари и се слагаме, ја како што кажав, само со тоа ќе завршам овој сегмент за Трипи Ред, дека мене ми изненади позитивно бидејќи не очекував ништо посебно од него, а извади неколку добри песни. Инаку албум како албум не е ниво топ 30 ни топ 50, како што кажа Трајче, нема некој реплей value. Никако според мене. Тоа е тоа. Завршивме со првиот сегмент од Пандамониум Радио, тоа е преслушување на нови албуми. Имаме многу интересни ствари за зборање, неколку други сегменти понатаму, па така да одбравме само 2 за овој пат. Излегува многу интересни албуми периодов и допрва ќе излагаат, има најавено, така да се префрламе на вториот сегмент од Пандамониум Радио. Инаку имаме идеи за неколку различни рубрики кои ќе ги презентираме во следните изданија една по една. Овој пат одиме со некоја мала верзија од тоа, бидејќи прв пат е да видиме што како ќе иде, да видиме колку време ќе ни треба и слично. Да не бидам досаден, али пишете ни коментар буквално се што се сеќате за емисијава или за темите или за било што. Во овој момент ја почнуваме темата на денот. Тоа е една рубрика во која ќе гледаме да опфатиме некоја интересна тема од таа нерела тој период што се има случајно на светската сцена или на локалната сцена, се разбира. Сосема погрешка, пред неколку денови го видов постот на Инстаграм дека Крис Рок во едно интервју, во еден подкаст, кажува дека новите артисти не прават концепцијски добри албуми како на пример Кендрик Ламар, и затоа во неговите очи нема толкава вредност. Пред да почнеме да зборуваме за оваа тема, го извадивме исечокот од тој подкаст, од тој интервју, па сакам да го пуштиме, да го чуеме сите, па да почнеме да разговараме за неа. Може тра? Може. Го слушаме Крис Рок со неговата изјава за тоа што слуша и што не слуша периодов. Опа, не, грешка. Man, Well- I'm not. Are you turning into that old head mode where you only listen to music you were familiar with and you're not trying to listen to new No, rappers? like name a new rapper. Like NBA YBN Youngboy? Yeah, NBA Youngboy. NBA Youngboy. I don't even know him. I like Pop. What's his name? I like that. Pop Smoke? Pop Smoke. Pop Swoop's good. I mean, I don't. You know, I'm still like Kendrick and those cats and J. Cole, and I don't know. Like, who's the new album artist? You know what I mean? Yeah. Good I like question. the I think Baby. like Kendrick is that guy. I like the Baby, Yeah. but is there the Baby album? You know what I mean? There's like a lot of guys dropping hot singles, which is. Singles, Lovely. yeah. But I like to That's like the new. like who's the new a whole a experience. whole experience that I can marinate on. You know what I mean? Yeah. Nah, I feel like the last person to do that was Kendrick. I'm Yeah, gonna keep like it funky. Kendrick. Like that I Yeah, heard. Kendrick is like the truth, man. Like I'm that's what I'm fiending for. Like Mhm. that experience. Like a musical A journey. musical Like a full journey, front to the back. ups, the downs, the weird single that you know, the weird album track that you know is never gonna be a single. But you But love you it. love it. Yeah. But you love it. The Mhm. Andre 3000 prototype You know, joint. You know what I mean? like, Like the prototype, random. like Slick Rick, lick the balls. You're like, Like the wow. Deep cut. Hip hop, hip hop, real hip Real hop. hip-hop. You know what I'm this is saying? never gonna be a single. Добро, тоа беше исечокот од овој подкаст, од овој интервју. Може да почнем јас? Да, Ќе дефинитивно. зборувам за оваа тема многу накратко. Како прво сакам да кажам дека мислењето на Крис Рок не е баш премногу релевантно за мене лично, не влија директно на мене. И он е од постарата генерација и во муабетов има малце момент на old head, што е разбирливо, нормално.
Не очекувам дека Крис Рок би ги знаел најновите артисти како NBA Youngboy, NLD Chapa и целата најнова генерација на артисти. И може би малку се претера, може би не е, сигурно не е запознат со музиката која излага периодов. Но од друга страна муавето ти му држи вода. Што мислиш? Па се слагам. Морам да напоменам нешто. Значи, мислам дека знам од кај доаѓа и конкретно коментарот зашо е сврзано тоа со Кендрик, бидејќи пред една недела мислам дека Busta Rhymes го извади неговиот нов албум, кај што има една трака кај што гостува Кендрик, што е многу редок момент и меѓу другите, значи освен Кендрик се наоѓа и Крис Рок таму збори и мислам дека и таа е конекцијата и нешто што инстигирало сега ова да го каже, бидејќи сите го очекуваме новиот Кендрик албум. Мислам дека не постои човек што слуша хип-хоп музика, а што не очекува што има Кендрик ново да извади. Но исто како што кажа, значи и се слагам во некој домен и не се слагам во други, бидејќи ако збориме за албум искуства, што е тоа што е искуство самиот албум по себе, значи што означува искуство? Тоа е многу субјективна работа според мене и тоа може да биде концепт, тоа може да биде емоција, тоа може да бидат многу различни работи кои што директно влијаат на субјектот. И еден албум може да се истрла или да се истрие на многу различни начини кај многу различни луѓе. Значи за секој е посебно и мислам дека не постои една дефиниција и нешто што го прави албумот да биде монументален или да биде од голема важност. Факт е дека артистите како Кендрик се едни од најдобрите и се највлијателните од самиот факт дека музиката која што ја креираат е од голема важност, со голема супстанца би рекол. И фактот дека не вадат често е уште толку го крева, да не кажам, хајпот. Но не е тоа хајп, туку е очекувана, се очекува од нив да биде нешто на највисоко ниво. Значи, ги имале тие моменти и со Control, и со Good Kid, Mad City, и со To Pimp a Butterfly, и со Damn. Значи, сите изданија до сега му биле монументални и мислам дека и следното што ќе дое од него ќе биде баш кој што кажа Крис Рок. Само да расчистиме нешто старт, бидејќи јас се соосеќам така, верувам дека и ти како middle child, како J. Cole, бидејќи сме некој измеѓу генерација на старата школа, на новата школа, сме слушале музика порано, сега слушаме исто модерна музика. Мислам дека поделбата на сега, мојавото дека сега не се прават албум искуства, не е толку точен. Не може да се земе како факт, бидејќи и порано имало албуми кои немале приказна, туку биле колекција на синглови и порано имало One Hit Wonders, иако сега повеќе ги има, дефинитивно, поради интернетот и поради условите и поради се тоа. Но мислам дека таа поделба на сега не се прават, порано се правеа, тоа не важи баш. Мислам дека и порано имало и сега има, само Крис Рок најверојатно не бара доволно. Ајде да свртиме малце темата. Кажи ми, за еден артист да биде во твојот топ 5, топ 10 all time или без разлика, колку на артистот, колку на легасито на артистот влијаат сингловите, албумот, целата дискографија, што е за тебе најбитно, што мислиш дека добива најмногу вредност и што носи најмногу кај еден артист? Па, кој што кажав, значи може да биде многу различни фактори може да го направат тоа. Значи имам артисти кои што имаат еден албум или имаат еден проект, имаат неколку траки кои што ми оставиле многу и значи покрај тоа што имаат албуми позади себе, јас константно се фокусирам само на неколку песни од нив. Така, например, не знам, секој артист е за себе, според мене, и, например, артисти ко Кање, кои што се легендарни, не зборам само за мене, кога ќе кажам дека еден од најдобрите артисти моментално и, значи, воопшто во историјата на културата. Тоа го кажувам до Netme, значи може да се караме во коментари ако сакате за тоа. Мислам дека нема, посебно на Пандамониум радио нема човек што би го дефинитивно дискредитирал тоа мислење. Но моментот ми е кај што, значи, и самиот ролаут, креацијата на самиот албум, значи продукцијата и тоа што е Todd Provoking и што ги као прави cultural shift на еден начин, тоа му дава една монументалност, една, као, не знам, го прави да биде над сите. Таквите албуми дефинитивно делат и не се чести и со цел, значи едноставно не може секој албум да има да биде од таква магнитуда и да има таква важност за културата. Од друга страна, значи постојат сепак, кој што реков, е субјективно. Може и некои обични албуми тебе да те дираат на некој одреден начин и едноставно да музиката да резонира со тебе, а другите тоа да не го сваќаат. Ја имам еден куп такви албуми, имам еден куп артисти на кои што
и некогаш се посветувам и на цела дискографија, некогаш се навраќам само на еден албум и мислам дека и не ми е значајно дали имаат 5 албуми позади себе, дали имаат еден класик или немаат. Мислам дека тоа на крајот на денот е, значи пак ќе кажам субјективно за секој посебно. Се слагам со тебе. Ке се радовар сум на тоа бидејќи јас сум диџеј и најчесто диџеите се осврнати повеќе кон синглови, кон клубски бенгери. Јас сум диџеј и нормално дека кога станува збор за пуштање на музиката во клуб или на фестивал, најчесто се пуштаат сингловите и за тоа и се вадат синглови од албумите за тие да бидат the main point кој што ќе се промовира секојдневно или секоја вечер. Но од друга страна како слушател на музика, јас најчесто преслушувам музика преку албуми, преку микстейпи, преку целосни проекти. Сега со Spotify малце ни се смени начинот на преслушување музика со сите плейлисти, но претходно секогаш било се симнува цел албум, го слушаш од прва до последна песна неколку пати, читаш лирикс, си бараш одредени песни кои ти се допаѓаат, ги одвојуваш песните по мут или по ситуација во која би ги слушал. Така. Така да, за мене албумот е многу важен кај еден артист. Посебно во денешно време, во 2020 година, кога секој може да направи песна и секој прави песна и тоа е сосема во ред, нема ништо лошо во тоа. Тоа е баш напротив причината поради која хип-хопот е се уште жив и причината поради која се појави трапот своевремено, бидејќи обичните луѓе добиваат шанса да прават музика и ја користеа таа шанса и ги буткаа границите на и претходно поставените стандарди. Така да тоа што секој може да прави музика и секој може да има квалитетен спот, тоа е огромна предност. Но баш поради тоа, бидејќи секој може да го направи тоа, имам чувство дека во денешно време на светско ниво, а уште повеќе одразено на локално ниво, фалат комплетни проекти, без разлика тоа дали се албуми, дали се микстейпи, дали се дури EP или некаква друга колекција на песни, или што би рекле ние двајца body of work. Бидејќи тоа е многу потешко да се направи. Многу е потешко како прво да снимиш повеќе музика, од таа музика да одвоиш одреден дел што ќе влезе на тој проект, да има концепт, да има поврзаност помеѓу истите, помеѓу песните и слично. Што мислиш ти за ова? Еве да почнеме со светската сцена, па ќе се префрлиме на локалната. Така. Значи креирање на албум е исто еден од не знам како ќе кажам, тоа е еден од најкомплексните процеси низ кои што еден артист минува. Имаме неколку артисти овде во чатот што не слушаат моментално и тие може да дадат своje мислење на работите и како е тоа. И не знам, и на пример од некои такви огромни легендарни албуми кои што се My Beautiful Dark Twisted Fantasy на пример, кога ја знаеме целата приказна околу креирањето на албумот и како стигнал тој. Исто така знаеме за Kendrick и To Pimp a Butterfly дека скрепнал 4 албуми пред да стигне до финалното решение. Морал да замине во Јужна Африка и да се инспирира од музиката и да почне да навлага во джез, во фанк и во сол музика и да зима кордови од тие жанрови па да почне да креира, да ги земе Thundercat, да го земе Теренс Мартин за да може да почне да креира таква музика, бидејќи за да можеш да правиш такво нешто треба да имаш некакви референци. Музиката е цело време се инспирира од некаде, без разлика дали од музика или од друг вид на медиум или уметност. Сепак мислам дека тоа доаѓа од многу различни начини. А да не забегувам со муабетот исто така, значи не мора да значи дека секој албум е сам по себе. Мислам дека е искуство и мислам дека за еден артист е многу битно да има албум. Тоа го зборевме и претходно. И мислам дека е многу важно да покаже што може да направи на албум. Еве, кажи ми како 21 Savage премина од пред 5-6 години кога се појави од обичен трапер во легенда на трапот или можеби рано се каже легенда, но топ артист од целата трап сцена. Што го одвои? Па ја би рекол дека моментално е Savage Mode 2 албумот. И тоа и сакав, баш сега гледам моментално во моите ноутс што зборевме, бидејќи се забележав неколку работи кои што сакам да ги напоменам. Кога спомна Крис Рок, што е искуство, така. Не знам, мене на пример Морган Фримен и се тоа што имаат направено околу албумот е искуство. Така целиот омот што е референциран од легендарните графички дизајнери кои да беа, значи не ги памтам. Исто така продукцијата на Metro Boomin кој што е страшно од извонреден квалитет, значи е нешто, иако е трап битови, многу се некарактеристични, неконвенционални за неговиот звук и све тоа што има извадено претходно. И самиот 21 Savage кој што покажа огромен гроут во овие 5 години откако се појави на сцената, значи
од и са наив мемиња и од све тоа што пројде, значи до еден сериозен артист Точно. кој што почна во трап музика да има некаква кохезија и да има субстанца. Точно, исто така сакам да се надоврзам на Savage Mode 2. Песните се поврзани меѓу себе. Наративот од Морган Фримен, која димензија дава на албумот, колку го става од обичен микстейп во она класик момент, колку му дава кредибилитет и влијание, бидејќи такво нешто јас до сега немам чуено. Таков голем глумец или голем лик, влијателен лик да биде хост на ваков албум, на прва помисла не толку поврзан, но кога ќе оставиш тука одлично се вклапа. Па не знам, мислам дека тоа е што го дели Savage Mode во еден дел, значи тоа е што го дели од обичните албуми или од секој албум што ќе се појави. Има многу одлични албуми, трап албуми кои што се појавиле и лани и годинава, но мислам дека тоа е тој дел и тоа е тоа, како да кажам, момент кој што му дава една монументален го прави, значи го крева на малце на повисоко ниво. Точно, и кога да завршиме со Savage Mode 2, исто тоа што после албумот извадија Chopped, Not Slopped или Chopped and Screw издание од истиот, уште еден таков момент му дава, значи албумот е третиран многу повеќе од само колекција на песни, туку е комплетен продукт, проект и трейлерот претходно и се, значи од самото правење до најавите, до самиот албум, сите ситници во него, сите детали и после тоа ремикси и слични изданија. Ќе позборуваме уште малце на тема, мислам дека има многу што да се збори. Денеска направивме еден пол кај нас на Инстаграм, иначе кој не слуша, а не следи на Инстаграм, мислам дека треба да не заследи. instagram.com/pandemonium.radio. Таму постираме нонстоп, пишуваме текстови кои ги постираме, правиме нонстоп интересни polls и questions, па така да и денес во смисла на оваа емисија поставивме едно прашање. Искрено, зачудувачки на прашањето дали луѓето предпочитаат кога еден артист има албум или целосен проект наспроти синглови, 95% кажа албум. Јас очекував дека биде негде 50-50, што многу позитивно ми изненади. Да, мислам, јас сум таков човек што секогаш би слушал албум врз синглови. Сакам да слушнам што може да донесе на маса еден артист. Обожавам B-sides, заљубен сум во нив. Затоа имаме изборено безброј пати дека треба некогаш да се деси настап твој или журка или што и да е, каде што би имало цел сет полн со B-sides. Дрейк тоа го направи на OVO Fest, кај што донесе стари артисти кои што цело време настапуваа со B-sides и мислам дека тоа е има многу повеќе луѓе кои што не го искажуваат тоа и уживаат во B-sides. Едноставно траки кои што се наоѓаат на албумот, длабоко во албумот, на кои што не се обраќа доволно внимание од страна на слушателите, а има големо внимание и труд вложен од страна на артистите. Точно се слагам, тука би го поздравил мојот човек Игиз, кој беше во Америка последниот месец, исто така J.R. Smith кој не подсети на една дип трака, една side B трака од првиот албум на Дрейк. Така да SNV ќе се слушаат многу B-sides. Дефинитивно би сакал да ги поздравам Ангела и Даре кои беа единствени двајца кои ни пишаа на прашањето на Pandemonium радио на Инстаграм. Даре кажа дека 90% од времето си пушта албум за да искуси некој артист или да му свири позадина. Ангела многу убаво кажа дека сингловите се за во моментот, а албумите остануваат како легаси и за многу подалеку и многу по... Таа го искористи изборот кохезија со кој што се слагам, но и не секогаш албум мора да биде целосно кохезивен и да биде како бидејќи кохезија најчесто значи и концепција, значи концепт, што значи една тематика која што цело време артистот ја обработува и дефинитивно тоа дава уште еден степен на длабочина на еден албум и такви примери ги имам многу, но не секогаш тоа е пресудната работа за еден албум да биде добар или да биде од голема важност или не. Постојат албуми кои што се прекомплексни, можам да ги набројам многу, значи не знам, Good Kid, Mad City е еден од нив. Еве ќе забегам во длабокото Mad Villainy, MF Doom и Madlib, за мене еден од омилените албуми, тоа е прекомплексен албум, кој знае, кој што вика Курчо, иако тој збори за Jay-Z. Што друго? Ете, конкретно за концепти, некогаш се фаќаат за зборови или се фаќаат за години, нешто што ќе референцираат понатака. Еден пример од тоа е Мик Дженкинс со неговиот прв микстейп со кој што се појави, воедно и еден од моите омилени артисти, тоа е неговиот микстейп The Waters. Дефинитивно албумот кој што ме натера да пијам премногу вода. Шараут у Курчо, тој знае за што зборам.
Слушнете го албумот, видете за што се збори, цело време ја референцира водата на најразлични начини, како инспирација за неговата музика. И со тоа да, значи има многу повеќе работи може да бидат focal point на еден албум. Не мора да значи дека е тема, може да биде еден обичен збор кој што го сврзува целиот албум. Така да кохезија не мора да биде само тематски обработена, може да биде во самата продукција или во нешто. Конкретно за продукција, еве ќе го поздравам Кискине овде, знам дека е огромен фан на Atmosphere, Slug и End, феноменално дуо, што значи имаат многу сопствен звук и делат од сите други. И една од главните причини е продукцијата нивна. И затоа не се прифатени од меинстримот, бидејќи се многу карактеристични. Ете сега гледате зашто активите дел Пандамониум радио, овој knowledge и ова знаење и овој начин изразување дефинитивно е потребен во Пандамониум радио. Ајде да се префрлиме малце на локалната сцена, значи на македонската и на балканската. Која е ситуацијата тука? Зашто имаме недостиг од комплетни проекти? Не сакам да кажам дека нема, бидејќи дефинитивно има. Која е причината зашто немаме, зашто артистите не целат кон вадење на комплетен проект, без разлика на тоа дали е, ќе повторам уште еднаш, EP, микстейп, албум? Така. Ја би рекол дека нема доволно. Има, но не доволно. Мислам дека многу луѓе се фокусираат само на една работа, а тоа е дефинитивно сакаат и не се работи за брза слава, но пак ќе го наречам ко брза слава. Би рекол ете на еден начин, значи идат креираат нешто и првото нешто што прават после тоа е ќе направат трага и ќе извадат спот за неа. А збориме за тоа колку е лесно во 2020 да направиш спот и тоа да изгледа доста професионално, со одличен видеоедит, со одлична камера, бидејќи на денешнишата се е достапно. И мислам дека според мене може би е тоа традиционално гледање на работите, но според мене тоа е погрешниот пристап. Пак ќе кажам, би сакал од кога ќе дознавам некој артист да имам на што да се навратам. Тоа е многу интересна тема, бидејќи често ни се случува, сигурно и вас што не слушате, да се појави некој нов спот на YouTube и нели Македонија мала сцена, брзо се шири, секако стига до вас доколку ја следите сцената, сигурно имате некој во Friends, следите некој. Го отварате спотот, го гледате, без разлика дали ви се допаѓа песната или не, дали го знаете артистот или не. Слушаме одредена песна, гледаме одреден спот. Што е следното што го правиме и како ние го градиме мислењето за тој артист ако има само еден спот? Или ако има само 2 спота, или ако има само 3 спота? Дали вадење, мислам, веќе ми одговори, но сам пак да те прашам, дали мислиш дека со вадење на правење на првата песна во животот и одма вадење спот за истата се постигнува нешто позитивно или се постигнува нешто не толку позитивно, односно контраефект? Мене ми нема никаков ефект со тоа што самиот спот доколку не е од голема важност и не додава уште една, како да кажам, уште еден слој на самата песна, ми нема никаква важност, бидејќи вижуалс може да биде, значи самиот артист како ја рапува целата песна со неколку кадри измеѓу и мислам дека никако не додава на важноста на песната. Но од друга страна, сакам албум бидејќи тоа значи дека ќе има повеќе материјал на кој што ќе можам да се навратам. И би сакал да знам и би сакал да слушнам повеќе теми кои што ги обработува. Не сакам да слушнам нешто едното и истото цело време да се повторува низ еден албум. И затоа мислам дека и се дивирам од македонската сцена. Мислам, ја слушам, давам време и внимание на неа. Ако некој ми прати нешто или ако ти на пример ми посочиш нешто, ако Курчо ми посочи нешто, ќе слушнам, ќе му дадам внимание и ќе оценам дали ми се свиѓа или не. Но мислам дека нема да можам да оформам мислење за некој артист дали е добар или не, или дали мене ми се свиѓа врз основа на една трака за која што одма има извадено спот. Спотот не ми дава никаква важност кон тоа. Се слагам скроз со тебе. Начнавме интересна тема, пишете ни у коментар ако имате нешто повеќе за ова. Ја би сакал да дам еден совет за сите артисти млади кои не слушаат up and coming. Не мора да се толку up and coming. Сите артисти кои работат, big up, правење спот, правење песна општо е многу тешка работа и вадење на истата е уште потешка. Да не збориме за правење на спот и вадење на спотот, значи ефортот и храброста која треба да се има да се извади нешто од тебе е многу голема и е само за респект сите што вадат музика и сите што прават музика. Мој некој совет во контекст на оваа тема е тоа да не се извади спот за првата песна која ќе ја снимите или издадете. Мислам дека ако се сними песната
и се сними првата песна, втората песна, третата песна. Како прво не може и првите песни да се доволно добри, бидејќи никој од прва не е доволно добар да го прави тоа. Исто и ние конкретно направивме еден панда тестинг во мај, каде што водевме некоја замислена радио емисија, после јас правев неколку стриминзи тука, значи треба време додека нештото се искристализира и го достигне потребното ниво. Значи самата правење на прва песна и вадење на првата песна е одличен чекор напред, но мислам дека треба многу повеќе песни да се извадат, да се снимат, да се извадат, па после тоа да се оформи еден проект, да се извади еден проект, макар и да е тоа EP од 4 песни, од 5 песни, од 6 песни, каде што артистот ќе се представи сам себе во најдобро светло. Бидејќи нормално јас сум многу среќен дека македонските артисти почна многу да експериментираат, за разлика од порано, значи се слуша секаков саунд и трап и сега и малце афробит, и малце латин мюзик, и бумбап се разбира секој си постои. Значи артистите си експериментираат, си се пронаоѓаат сами себе и е многу добро и е сосема природно и го храбрувам тоа да го прават. Но потребен еден проект или бар еден, неколку проекти по можност, неколку EPs, неколку mixtapes за артистот да се пронајде сам себе. Сега спотовите каде доаѓаат тука? Спотовите се само дополнителна алатка за песните да се промовираат. Нормално со спотот може да се најави албумот или проектот, може да се извадат неколку спотови или да се има концептуален начин на вадење на спотовите, се тоа е супер, но мислам дека пред се музиката е таа што фали да се слушне, бидејќи артистот нема шанси да го запознаеме преку една песна или две песни. Преку 2 или 3 спота кои ги извадил, бидејќи не знаеме што означуваат тие спотови на некој начин. Да. Се слагам, како што кажав, не додаваат на тежината, не додаваат никако на самата песна. Едноставно се вижуалс кои што се користат за промо и тоа трае кратко. Значи 2 недели, 3 недели од кога ќе искочи спотот и после спотот исто кој да не постои. Реално во денешно време, значи на најразличен начин се конзумира музиката преку Spotify, каде што спотови не се гледаат. Сите сме во движење, мислам дека многу е поретко, иако е докажано дека спотови најчесто резултираат кон повеќе views. Мислам дека тоа не треба да биде главната цел на артистите за да успеат и да имаат longevity во игра. Посебно на up and coming артисти кои немаат извадено ништо од себе. Значи, еве замислете, се случува артист да извади песна, прва песна, прв спот, супер браво, има 50.000, 100.000, милион views, да ебаже. И го заборавам. Не, го отвараш да чуеш и да видиш нешто повеќе за него, нема ништо. Не можеш да најдеш никаде, бидејќи тоа е прва или втора песна негова. Како после тоа е многу потешко, после тој спот да продолжиш да тогаш тек да почнеш да правиш музика, бидејќи веќе луѓето имаат замислено нешто за тебе според тој спот, а што ако твојот стил не е баш таков или ти се променил малце вкусот или сакаш да се представиш во некој друго светло. Така да јас мислам дека како што кажа ти може сме малце old heads на некој начин, али from the ground up мислам дека треба да се гради една кариера и shout out за сите артисти кои сакаат и кои прават проекти, кои варат проекти. Знам дека е потешкиот начин, но дефинитивно во мои очи конкретно вреди и секогаш тоа треба да го предпочитувате. Албум преку спот. Сакам да дам еден пример што го давам на многу млади артисти кога разговарам за ова. Дали The Weeknd е The Weeknd поради песните со најмногу views на YouTube или поради Trilogy кој го извади на почетокот на својата кариера, можеби со еден спот или без спот, не се ни сеќавам тогаш. Мислам дека го знаеме одговорот на тоа. Знаеме одговорот, така. Или дали Drake е Drake поради God's Plan, што има милиарда и не знам колку views, или албумите и deep cuts на албумите кои го прават, го ставаат таму горе каде што е. Барем ја го ставам на пиедестал заради тоа. Сите тие бисајци, сите тие deep cuts во низ неговата дискографија мене ме го прават тоа што е Drake. Истото важи и за The Weeknd. Ова беше сегментот темата на денот. Темата беше синглови наспроти албуми слеш проекти во 2020 година. Мислам дека опфативме добар дел од неа. Се изморивме малку од зборење, ќе продолжиме, ќе чуеме малку музика да одмориме, па може да продолжиме да збориме на истава тема. Пишете ни во чатот на Pandemonium Radio на Mixlr што мислите вие за ова, исконтактирате не, па да наполниме некое мислење. Кога сме веќе кај албуми, Larry June е еден артист кој Трајче го откри. Ќе чуеме нешто од него, ќе позборуваме за него и после тоа имаме ексклузивно
unreleased песни од новиот албум на Octavian кој треба да излезе во петок. Ќе збориме за тоа. Ајде да чуеме нешто од Larry June. Може? Може. Larry June и Organic Dip. Larry June е артистот на годината за трајче. Активите? Што ја кажеш околу тоа? Лесно. Прво, морам да кажам шараут за Кирил, шараут за Никсар, не знам дали претходно го има слушано Лери или му е прв пат. Шараут за Индок, за Благој, за сите дефинитивно што се закачени на овој wave. Ја Крен си го слушам многу одамна, сега го слушнавме во Sunday Morning Drive, но Larry June ми е нов артист кој што го открив пред известно време и од моментот од кога го открив се закачив на него и мислам дека тоа ќе потрае. Со тоа што баш да се надоврзиме и на претходниот муабет. Larry June е еден од артистите, тоа го спомнав во постот за подрадарот. Спомнав дека е еден од артистите што има екстремно добар work ethic, со тоа што за 2020 година има веќе извадено 4 албуми, иако кратки, по 12 до 13 траки, некои само бројат 7, се со одлична продукција, најчесто се со еден одреден продуцент и има ненормална хемија измеѓу нив. Значи соработува со артисти со продуценти ко Harry Fraud, кој што е дефинитивно еден од најглавните за тој звук. Шараут за Harry Fraud, еден од моите омилени продуценти, топ 10 дефинитивно. Соработува со Cardo Got Wings, кој што е исто така еден од легендарен продуцент според мене. Голем удел имаше, пак ќе се навратам на Good Kid, Mad City. Значи многу работи беа продуцирани од него. Многу работи има продуцирано за Дрейк и конечно сега вади и се посветува на артисти ко Larry June кои што имаат многу органско движење, кои што пак ќе кажам дека имаат и фан база која што ги поддржува многу, се индепендент и ги поддржуваат, што значи дека не секогаш бројките се најзначајната работа. Мора да се надоврзам нова, баш ти кога ми го прати, ми прати една песна или нешто, ми кажа преслушај го овој албум. И кога го пуштив, имаше не знам десетина песни, мислам дека многу лесно го преслушав и одма се префалив на вториот. Јоп. Така да кратки албуми во 2020 година, такви кратки комплетни албуми, пример со еден продуцент или на одредена тема, мислам дека е многу добар момент, многу добар начин на вадење музика, бидејќи за некој човек што ќе го дознае артистот, како јас на пример кога ти ми го кажа, еден албум преслушав, втор албум преслушав и веќе имам изградено мислење за артистот, ми се допаѓа, не ми се допаѓа, а исто така мене Larry June многу ми се допаѓа како артист. Така да тоа е добар начин. Ја би додал на тоа и што кажа, би се навратил на тоа дека посебно во 2020 тоа се враќа да еден рапер соработува со еден единствен продуцент на албум. Значи имаме повеќе примери сега годинава конкретно искочија такви. За прво тоа беше Conway the Machine и Alchemist со албумот Lulu, кој што е феноменален албум. Втор албум таков беше Alfredo со Freddie Gibbs и Alchemist. Истото се деси и со Benny the Butcher, кој што пред некое време го обработивме неговиот албум, кој што беше продуциран во целост од Hitboy, што значи дека има некој тренд кај што новите артисти соработуваат само со еден единствен продуцент, кој што наоѓаат екстремно добра хемија и мислам дека вадат многу по како би рекол, многу по сконцентриран и многу подобар и по-кохезивен албум, проекти или материјал. Одлично срочено. Тоа беше Larry June, 3 песни од него. Во некое следно издание ќе зборуваме повеќе за него и за целиот нов бранд на таква музика, но и на по boom bap и по back to the, тоа е следната. Да, back to the roots на некој начин. Стигна моментот кај што ќе пуштиме неиздадени траки од албумот на Octavian. Исто така за Octavian пишувавме на подрадарот. Ќе повторам уште еднаш, некам да замарам. Тие што не следат на Инстаграм, обавезно да ја заследат. Нонстоп постирам интересни ствари, наш контент, наша содржина. Пишуваме некогаш и долги текстови, представуваме артисти како Larry June и како Octavian, кои ќе слушнеме сега. Инаку шараут за Fake Casual, мојот брат од Србија, кој ми прати линк до албумот пред некој ден.
Не испеав убаво да го преслушам од неколку пати што го свртев така, направив селекција на 4-5 песни. Одиме премиерно, ексклузивно, unreleased, како права радио емисија. Слушаме песни од албумот на Октавијан насловен Алфа. Ако ви се допаѓа, може во исто време да отидете кај нас на Инстаграм да го прочитате мојот подрадарот текст за него, исто така прочитате го подрадарот текстот за Лери Джун на Activity. И да додадам уште нешто, сите 30 плюс луѓе што не слушаат, а немаат акаунт, ве молиме, регистрирајте се на страната, ние сме овде да останеме секој понеделник. Регистрирајте се, креирајте акаунт, заследете ќе ви стигаат нотификации кога се вклучуваме во живо, така и мислам дека вас ќе ви стане многу полеснително. Тоа е тоа. Пандамониум радио, јас сум Айрис Скреч, тоа беше Activity, го слушаме Октавијан, неиздадени песни од неговиот албум Алфа. Sorry Not Sorry, Октавијан featuring Big Chief Skepi. Одлична колаборација, мислам дека Скепта и Октавијан се веќе докажан тандем. Дефинитивно. Октавијан, тие што не го знаат, е еден артист кој доаѓа од Англија. Иако тој постојано сака некако да се одвои од англиската сцена, во интервјуа збори дека повеќе сака се представи како американски артист, јас мислам дека баш напротив Октавијан некако со неговата музика ја отсликува разновидноста на англиската сцена, бидејќи тој сам е многу версатилен, одговара на секакви битови, како што можете да чуете првата и втората песна беа тотално различни, следните две што ќе ги чуеме исто така се многу различни. Така да мене ми е чудно дека Октавијан сака да се трне некако тој UK sound, а ја баш напротив мислам дека многу добро го репрезентира истиот. Па да, ја би се надоврзал тоа дека има огромен диапазон, значи и имплементира звуци кои што се многу карактеристични за UK сцената, но пак ги прави на UK начин. Не бега и не ни пробува да биде американец, иако соработува со голем дел, значи USA артисти. Мислам дека ова ќе биде и албумот сега што го слушаме, не знам дали е финалната верзија на албумот. Со него никад не се знае. Тоа не би знаеле, да, но мислам дека ова сега што го слушаме е предобро. Иако и јас прв пат го слушам сега за сега. Ја немав можност да го слушам пред време. Ова се unreleased песни од Октавијан од неговиот албум Алфа, кој требаше да излезе пред многу време, па после требаше да излезе во петокот, па сега треба да излезе најверојатно за 4 дена овој петок. Ќе видиме дали ќе излезе. Слушам уште две песни од него, се надам дека ви се допаѓа. Инаку следната песна што ќе чуеме е соработка со Beam, уште еден артист со кој име пишувано на подрадарот. Така да некако ги погодивме артистите под радарот, соработуваат меѓу себе и си го прават својот wave. Ја би додал само дека Бим беше шарауту Курчо за Бим. Мислам дека тој не упозна. Курчо и Петар, Да, дефинитивно. Бим еден од артистите, мислам дека што мислам дека одлично би звучал со Октавијан на трака, бидејќи како и Октавијан, така и Бим има огромен диапазон на звуци, тоа го видовме во неговиот албум, бидејќи значи имаше од афробитови, имаше денсхол битови, до трап битови, до пеење, се имаше обработено и мислам дека ова само може да значи одлична соработка. Значи тоа е следната соработка која се вика Bang Bang, а после тоа ќе чуеме според мене најдобрата песна од албумот и се надам дека ќе излезе како сингл, Октавијан featuring 21 Savage и Heady One, песната Блики. Што ја кажеш за сцената ако мене ме прашуваш? Значи 21 Savage и Heady One можеби најжешките артисти есенва последниот 2 месеци, бидејќи 21 Savage го извади Savage Mode 2, веќе зборувавме за тоа, а Heady One го извади својот дебют албум. Преслушајте го ако го немате. Ќе го третираме во некое следно издание сигурно него и како и целата UK сцена. Но оваа соработка на Октавијан е big thing, значи ова е тоа што го дели од другите, ја би рекол. Да. Идеме со Октавијан featuring Beam Bang Bang, па после тоа Октавијан featuring 21 Savage и Heady One Блики. You claim that you're a tough guy, I know you're lying. I know you're block better than you, so why you hiding? Октавијан 21 Savage и Heady One, која соработка е? Партали. Shout out до Коки Коко Live. Вика си мислев ќе влезе 21 Savage со UK акцент. Да прекинеме со мемињата за 21. Ова е UK thing. Дефинитивно. UK соработка. Тоа беше се што спремивме од Октавијан, да не замараме многу, ќе почекаме албумот до петок. Албумот се вика Алфа. Се надам дека ви се допадна ова 4 многу различни песни. Последната мислам дека беше најдобра од сите. Исто така Октавијан и Скепта
одличен бит, одлична трака. Sorry Not Sorry. Тоа беше Октавијан. Се префрламе, уште малце ќе збориме сега кратко, мораше да ја обациме тоа како уште една подутема на денот, тема на неделата. Тоа е случката која се случи со King Von. King Von беше пукан во Атланта и почина пред неколку денови. Rest in peace King Von. Rest in peace King Von. Инаку, ја искрено ја кажам, не бев запознаен со музиката на King Von, иако го знаев како име, како артист, ми се појавил често, никогаш го немам преслушано како што треба. Но неговиот албум излезе на 30 октомври, на Халоуин, и после само 3-4 дена беше убиен. Баш го симнав албумот, го ставив во Q да го преслушам, и претходниот викенд кога поставивме прашање на Инстаграм што се слуша, неколку луѓе ни пратија песни од King Von и тоа различни. Така да ја овие песни што ги ставив сега, што ги слушнеме од него, Rest in Peace, ги имав спремно да ги слушнеме бидејќи младата генерација како OG, Lil Petar и неколку други луѓе го пратија на што се слуша на прашањето на стори. Така да знаев дека треба да го вметнеме да го преслушам, но за жал се случи оваа работа. Кажи ми како се осеќаш ти уврска со ова, дали Live by the gun, die by the gun, филозофијата е добра, односно ние од тука сме белци од Скопје, од Авталиџе, немаме многу нешто што да ние мислење на таа тема, али општо мислам дека многу артисти го изгубија својот живот непотребно. Па да, дефинитивно. Имаме еден чат на Инстаграм со Курчо и со Домилев, кај што ја обработивме оваа тема и зборевме малце накратко. И ќе спомнам неколку ствари таму што зборевме, ќе ги повторам. Со тоа што дефинитивно важи. Пред се би рекол дека Live by the gun, die by the gun важи. Посебно тоа важи и за King Von, бидејќи буквално човекот беше асасин, беше познат кој асасин, таму така и го изгради својот стрит кред. Имам гледано неколку видеа, посебно видеото од Трепло Рос, не знам дали следите YouTube контент кој што е dedicated за хип-хоп ствари. Истражете го Трепло Рос, не знам, ќе го линкнам ако треба, предобри видеа кои што знаат да траат и по саат време, кај што ги обработуваат овие теми. И иако знаев за King Von, не бев упознаен со неговата музика. Шарауту Буци, не знам дали е овде, но тој мислам дека мене ми го прати и слушнав пар работи, посебен впечаток ми остави трагата од King Von и од Фави. I am what I am, та имаме спремно исто така. И дефинитивно е малце поразличен во многу аспекти, иако ме потсеќа на Polo G, би рекол. Иако Polo G не е дрил артист и не рапува на такви битови, значи тој рапува на сосема нешто друго. Тематиката ме многу потсеќа и се искрени во музиката, иако тоа е стрит мюзик. King Von ја би рекол дека е стрит мюзик екземпл за 2020 година. Тоа е стрит мюзик моментално. Се слагам, ја баш ради тоа не сум го осетил толку добри, не сум имал дека потреба да го слушам бидејќи обработува теми кои не се блиски до мене. За жал ќе кажам пак, и ја ги гледав истите тие видеа баш деновиве за цела оваа ситуација. Мислам дека пак ќе кажам, не сме ние тука никој да коментираме на ова, но жално е што многу луѓе умираат, го губат својот живот, но целата таа филозофија на живот, на таков живот и пропагирање на тоа во музиката општо, мислам дека не може да однесе кон ништо поинакво, не може да заврши поинако од ова. Како е да е, violence begets violence и тоа е тоа. Тоа е уште полошо што сега се очекува уште поголем violence према реталијација, да. Да, значи одмазда према Куандо Рандо и целата негова екипа од Атланта. Тоа се некои гангстерски работи од Америка кои не би требало да третираме. Сме тука да дадеме почит на King Von, уште еден прерано починат млад хип-хоп артист. Ке чуеме 3 песни од него. Првата е The Code, featuring Polo G, втората е Glitch Place и третата е I Am What I Am, што ја спомна ти, King Von, featuring Favi Foreign, на еден одличен drill beat. King Von и Favi Foreign, I Am What I Am. Песниште. Street Gangsta Rap 2020, а? Ова е тоа за мене. Ова е стрит мюзик за 2020. Настрана тоа што се дешава и тоа што прават дечките од Гризелда, Фреди Гибс и све тоа. Тоа ќе биде обработено во некоја следна епизода. Точно. Тука да завршуваме со сегментот за King Von. Rest in peace King Von. Се надеваме дека е последен рапер кој умира толку рано.
Но знаеме дека тоа нема да биде случај. За жал, да. Добро. Се движиме ни сегментите кои ги имавме планирано, малце по-лого него што планиравме, се разбира. Пишете ни у коментар дали се осеќате добро, дали може да продолжиме со емисија, бидејќи ние оставивме уште 2 сегменти екшели, не само еден. Малце претеравме, можеби ќе треба понатаму да скратиме, али прво издание на Пандамониум радио одиме според план, па колку треба толку. Се надам дека ќе ви биде интересно. Почнавме еден нов сегмент на Пандамониум радио на Инстаграм претходната недела, а тоа е Топ 10 чарт. За тие што не сте запознаени, секој понеделник ќе објавуваме топ 10 песни кои мислиме дека се хайлайт на одреден период на таа недела, тие 2-3 недели што се најмногу во нашата ротација лично, но и што прават свој wave таму каде што се на сцената на која што се. Ќе презентираме, денеска не стигнавме да го објавиме тоа бидејќи ја најавивме оваа емисија, така да листата ќе ја објавиме утре, а сега ќе преслушаме дел од неа. И со тоа што да ги кажеме и параметрите на за кои што ги како доаѓаме до овој чарт. Ја би рекол дека не е се за хајп и тоа мислам дека доаѓа од нас пак субјективно и ние што мислиме, значи си правиш ти своја листа, ја правам своја и некаде наоѓаме златна средина, иако знаеме дека тоа може да биде многу тешка работа, иако се работи за 10 песни, мислам дека тоа уште толку ја прави задачата потешка, бидејќи колку и да слушаме иста музика и да ќе кажеме дека слушаме рап и трап, слушаме многу различна музика и се осеќаме многу различно за различни артисти. И мислам дека затоа ја и Дарко најдобро функционираме, но мислам дека ова е предизвик за нас за да склопуваме и кратки плейлисти. Ја би нарекол чартот, би го нарекол ко плейлиста со тоа што би можеле да го слушнете топ ту бором и последниве 2 недели тоа што искочило да ви биде сервирано во 10 песни. Да, се слагам, тој беше целта да се одвојат 10 песни кои на некој начин мора да ги знаете ако сте дел од оваа сцена и ја пратите оваа сцена, селекција од наша страна. Ќе почнеме со број 1 на овој чарт. Тоа е, ја мислам, за мене песна на месецот, би ја нарекол. Джек Харлоу со песната Tyler Hero, каков бенгер. Ја мислам дека најмногу ми е криво што песнава не е малце подлога и што не сме во моментов во нокните клубови да се пушта секоја вечер. Ова бидела страшно во EPV се нашла на секој четврток би рекол. Дефинитивно. Идеме со Джек Харлоу и Tyler Hero на број 1 на Пандамониум Топ 10 чарт. Нав, Lil Baby, продуцирано од Weezy. Don't Need Friends на број 2 на Пандамониум Топ 10 чартот. Сакам да позбурам малце, имавме неколку коментари во четот преска за новиот проект на Нав. Искрено многу позитивно ми изненади. Продукцијата од Weezy многу му одговара на Нав и повеќе ми се допаѓа кога е ваков енергичен и малце по флекс него кој е млитав како што знае да биде. Така да албумот на Нав ќе го обработиме во некое следно издание сигурно. Ја се уште го немам прислушано и не знам тоа дали е минус или не, но како и да е, ова ми изненади во позитивна смисла, иако знам често да бидам критичен за Нав. И се уште мислам дека мојот критицизам кон него е издржан, но се надевам дека албумов ќе го промени барем малце моето мислење, како и да е Lil Baby искина. Ако не беше Larry June, мислам дека Lil Baby ќе ми беше пак артист за година. Тоа сега да ти кажам, кога ќе правиме ретроспектива, Nefy Smalls е мој омилен артист за 2020, али Lil Baby е артист на годината, објективно земено. Дефинитивно. А тоа што ми изненади последно време, Future исто така имаше многу добри фичерс есенва. Дали го осети тоа? Да. Конкретно еве се најде значи на неколку UK албуми, така што мислам дека е доста активен. И ете, извади албум, се надевам дека ќе има наскоро уште еден проект, бидејќи знаеме дека Future никад не спија, така да се надеваме на нов албум. Future е low-key артистот на годината. Идеме со број 3, нема да идеме со целата топ 10 листа, ќе може да ја видите утре и ќе може да ја чуете на плейлистите на Spotify. Веќе се песните апдейтирани на Spotify, срчнете Пандамониум топ 10 чарт ќе ви излезе. Одиме со песната која мене и тебе ни е хит веќе 2-3 недели. Дефинитивно ја чекав да искочи. Ова ми е, не знам, тоест, се извинувам, збориме за Your Mind Still, да, песна која што пред 2-3 недели сосема случајно искочи. Дрейк се најде на песна и баш зборевме дека ако не беше Дрейк, мислам дека немаше да го дознаеме Young Blue ко артист. Да, уште еднаш коусайнот на Дрейк
или што го викаат Drake Stimulus Package проработи. Дефинитивно. Your Mind Still е одлична песна, се го враќа тој R&B саунд кој вака или однака се врат 2019 година, 2020 веќе на голема врата се врати. Дефинитивно, јас се слагам. Иако ова е малце поразлично него ли тоа што која би ме прашал мене што е R&B и што слушам од R&B, ова е малце поразлично, но сепак спаѓа во тој правец. И мислам дека класичен Drake момент да се појави на една ваква трака и да му даде платформа на еден артист кој Young Blue со доста солидна песна. Ајде да слушнеме. Your Mind Still, срам дека знаете, ако не ја знаете, слушате добро, одлична радиска песна. If I ever made you angry, girl, just know that it get better with time. Don't go build no Поздрав до Курчо кој вика дека ова Toxic R&B, не се слагам, не биди хейтер. Одлична трака. Ќе биде уште нека недела на нашиот топ 10 чарт сигурно. Дефинитивно. Спаваме со неа постојано. Нема да пуштиме се, како што кажав, ќе може да чуете на Spotify. Идеме со песната на Трајче, омилината негова песна оваа недела. Иако само посакував да е подолга него ли тоа што е моментално. Точно. Спотот е феноменален, концептот на песната е феноменален и плюс се поврзува со фактот дека Лейкерс го освоија финалето и мислам дека тоа му дава уште еден момент онака и е во право време и кој искочи. Треба збори за Фреди Гибс, Big Sean, продуциран од Hitboy, песната Four Tanks. Hitboy продуцент на годинава мене ако ме Да, прашуваат. Hitboy одлични ствари има, ова е враќањето на под наводници вистинскиот хип-хоп во бенгер издание. И ја би рекол така, се согласувам. Идеме со Four Tanks, Big Sean, Hitboy, Фреди Гибс. Busta Rhymes featuring Kendrick Lamar, Look Over Your Shoulder. Активите предка збореше за оваа песна како еден редок фичер на Кендрик. Да, после толку години се најавува на онака од никаде на трака, после известна пауза, знаејќи дека креира музика. Еве го и Крис Рого во позадина. И да, мене ми е одлична песна со тоа што е некако ода на потрадиционалниот звук на хип-хопот. Мислам дека Busta Rhymes исто така важи за еден од највлијателните артисти на 90-тите, мене ако ме прашуваш, со тоа што е еден од најкарактеристичните во тоа време. Се слагам. Со сите негови соработки, со сите негови афилиейтс која Tribe Called Quest и све тоа што има направено и неговите соло албуми. И многу ми е мило дека го гледам во вакво светло. Него очекував албумов од него, ќе го обработиме дефинитивно во некој од следните постови. И мислам дека и ми ја поби таа ствар дека, кој што кажав преска, дека предолги албуми кои знаат да изгубат смисла. Долг е 22 траки, сега искочи делукс верзија на која што има 26 песни. И мислам дека сите се солидни и се баш тоа Busta Rhymes. Иако пробува да опфати многу звуци, као има соработки со Rick Ross и потоа заминува да има песни со Kendrick, да има песна со Андерсон и сите звучат различно, се продуцирани од најразлични продуценти. Сепак не го мразам тоа. Ми се свиѓа и го слушам, го вртам албумот, иако е долг, си имам неколку траки кои што ги имам селектирано и ги вртам во константна ротација, ми се веќе влезени и дефинитивно мислам дека треба да му се дае шајн на тој албум. Добар момент за Баста. Ке пишуваш за него и ке зборуваме за него и општо за враќањето на тој малце потрадиционален бум-бап саунд во 2020 година во некое следно издание, можеби уште следното. Ке видиме. Со оваа песна завршивме овој сегмент каде што ги презентиравме новите песни на нашиот чарт. Ке го објавиме утре целиот и ке објавиме линк до плейлистата до истиот. Многу беше интересно дека денеска Глуми ни помогна. Тука сега давам еден шараут за сите луѓе што се вклучени во ова. Шараут за Глуми прво, бидејќи ми текна на него преска дојде да ни поземи опрема. Кога ни ја донесе опремата, ни донесе една многу интересна ствар. Тоа е касета од неговиот нов касет лейбл, наречен Matra Cookie. 11 Months се вика касетата, негово издание кое треба да излезе за неколку денови. Ни донесе касета, немам видено касета од многу одамна, и ни донесе касет плеер, што исто така многу интересно.
Пак имаме некоја ексклузивна шанса да пуштиме касета во оваа емисија од нигде никаде, онака Сосема спонтано. сосема спонтано. Шараут до Глуми, шараут до Majestic, што не снима, шараут до Никсар, кој е човекот што секојдневно ги прави дизајните, шараут за Илија Димковски, кој ја направи основата на естетиката на Пандамониум радио, шараут за Курчо, Кирил, Петар Каров, сите што не слушаат, Ники, Надица, сите, Марина се разбира, сите што се нонстоп на нашиот канал на Mixlr, сите што ни помагаат во пишувањето на текстовите. Да не заборавам некој, шараут мојата екипа Шршац, шараут Trap the Fuck Up, Секси Марса се разбира тука, сигурно ќе заборавам некој, или не ми се љутете. Го направив ова бидејќи се ближиме до крајот ново издание, тука ги ни завршеше нас емисијата да не донесеше Глуми касета и касет плеер. Мислам да ги стеравме добра емисија. Да, се слагам. Со тоа што не го очекувавме, Глуми во последен момент ни излезе, ни донесе тейп дек и дефинитивно ја и Дарко немаме фатено касети одамна. Ја мислам дека последен пат кога фатив касета и воопшто пуштив касета беше да Eminem шоу од 2004 година. Од тогаш не знам и не сум сигурен дали воопшто имам видено касета. Мајка ми е крива, ми ги фрли некаде и се уште не можам да ги најдам, иако беа оригинал касети од Eminem и никога нема да го заборавам тоа. Но да, дефинитивно и Глуми ни подари на двајцата по една. Ја за среќа се уште имам дома систем кој што работи со касети, мислам дека уште вечерва би го слушнал ова. Нешто што напомена Глуми исто така, значи дека и касетата има Side A и Side B. Side A ќе се појави на сите стриминг платформи од SoundCloud до Spotify, но Side B ќе биде сам ексклузивитет, односно ќе го има B-сайдот ќе го има само на касетата. Шараут до Глуми, он секогаш има вакви некои екстравагантни идеи на некој начин, ностоп враќа некои стари ствари во живот, така да во момент со касетата е многу интересен, инаку ова е прво издание на неговиот лейбл Матра Куки, кој како што кажав е касет лейбл. Тој лейбл ќе се занимава со вадење на музика на касети. Ова е многу добра шанса за македонските артисти да пробаат нешто поразлично во смисла на да издаат музиката на касета, бидејќи можеби нема да се слуша, но тој е многу интересен момент како мерч и тоа би дало онака во ролаутот на албумот или на проектот некој момент да. на Со тоа и плюс Глуми е таков човек што се занимава со аналогно снимање на музика и ова е уште една му дава уште една значајност, значи патот до кој што стигнал тоа да го донесе на касета е многу тежок, посебно денес кај што самата опрема која што треба за да направиш такво нешто не е нешто што можеш да го најдеш веќе. Значи, ни кажа тој дека и доколку сакаме и тој ќе ни најде тейп декови или вокмени со кои што би можеле да слушаме и попат. Се надеваме на многу нови изданија и на многу повеќе изданија. Дарко, имаш уште нешто да додадеш? Сакам уште нешто да кажам што не спомна Глуми преска за конкретно за овој албум. Овој е една колекција на материјал не издаден 2 години од него, бидејќи немал прав медиум да го издаде. Па така да кога му излегла оваа работа со касети, решил да го извади како прв релиз на Матра Куки, неговиот лейбл. Инаку заследете го на Instagram matra.cookie, лейбелот на Глуми, доколку сте заинтересирани за ова. Исто така прочитете го муабетот што го направивме со него на Пандамониум радио, МК сцена интервју со Глуми. Тој настапи на Лофи фестивалот, на светскиот Лофи фестивал преходниот викенд онлайн. Имаше одличен настап, имаше многу позитивни критики во коментари, баш гледав. Така да Глуми е еден лик кој нонстоп ги руши бариерите и секако ни помага многу често за опрема и за такви ствари, некои микрофоните и таа миксета таму се од него. Шараут до него, шараут до сите што не слушаат, се приближивме до крајот на ова издание, може да се изложи малце повеќе, се надам дека ви го задржавме вниманието. За крај ќе го пуштиме B-сайдот на ова издание на Глуми. Инаку проектот се вика 11 Months EP, што и да значи тоа, ќе излезе на 11 ноември 2020 година. Интересен концепт, се надам дека ќе го пуштиме касет плеерот, бидејќи немам пуштено одамна, ќе погодиме секако што треба. Фала уште еднаш многу што не слушавте, останете, чујте го и ова неиздадено издание на Глуми и B-сайдот, бидејќи нема да има кај да го чуете на друго место сигурно, освен ако не купите касета и имате касет плеер. Инаку ако сакате да купите касетата, пишете им на Матра Куки на Instagram, ќе се договорите, инаку касетата е во лимитирана количина и
Може да се набави само така. Ја уште нешто да додавам, сакам ја да се одјавам со тоа што би ви се заблагодарал што останавте толку долго со нас. И ние не очекувавме Волку да се издолжи, веќе збориме и сме во етер 2,5 сати. Ви благодарам многу. Ја и Дарко не очекувавме ваков супорт од вас. Сме изненадени од целиот ауткам како искочи ова и се надеваме на уште многу емисии, на многу епизоди. Така што, Дарко, не останува ништо друго освен да го пуштиме глуми и да се одјавиме. Ајде да пробаме да го пуштиме глуми. Да видиме што ќе се случи. Почна вртие сега. Пробуваме да го пуштиме глуми на касета. Шараут да сите што не слушаат, ќе го закачиме. Еве го, добро е, одлично. Идеме лофи, директно од касета. Многу интересен момент кој сигурно нема да го направиме следен пат. Шараут да сите што не слуша, ќе направиме и некаков хайлайт од ова кој ќе го закачиме на интернет. Бидете во тек, направете акаунт на Mixcloud, слушате го глуми до крај, останете до крај, ова е нешто ексклузивно и многу интересно што може да се чуе и таман една вечерна музика да го затвори нашето издание. Јас сум Айрис Креч, со мене беше Activity, Pandemonium Radio Show, број 1 in the books. Фала ви многу. Ви благодариме. Поздрав, чао.